Македонски медиа сервис. mms.mk. Моја општина. Градоначалниче општина Новац е карактеристична токму по големиот број на населени места, се наоѓа во близина на Грција, меѓутоа предизвика да се одговори на потребите на сите тие луѓе кои што главно имаат потреба, претпоставувам, од инфраструктура. Како еден градоначалник од оваа позиција може да се справи со потребите на тие луѓе? Ако се сака, се може. Зошто? Општина Новац има статистики 41 населено место, меѓутоа има населени места каде што има по 5-10 жители и населени места каде што има по 1000 жители. Без разлика на бројот на жителите, ние се стремиме, и јас како градоначалник, до секое населено место да имаме пристапен асфалтен пат. И во тоа успеваме. Само едно населено место, уште од главната раскрсница, од Старавина према Бодимирци, 2 километри не е асфалтирано, а делницата е 4 километри, 2 се асфалтирани, 2 не се. Тоа не ни е направено, иначе сите населени места ни се обезбедени со асфалт. И за тој дел имаме обезбедено средства од парите што минатата година владата ги обезбеди како кредит од 70 милиони евра за локални патишта и улици. Проектот ни е изработен во транспорт и врски, меѓутоа таа е програма од 5 години, така да ќе дојде денот кога ќе се тендерира и тој наш проект, и уште два други имаме кои ќе ги финансираат преку овој кредит, така да во тој дел ние се надевам дека немаме проблем. Во однос на она што располагате на територијата имате два големи индустријски капацитети, тука е РЕК, тука е и Пелагонија. Пелагонија изминатиот период доста работеше со турбуленции, да кажам, што секако се одржуваше тој врз локалниот развој. Колку може општината, градоначалникот да влие врз тоа? Види, тоа е приватна компанија, тие си имаат своја политика на развој, на производство и така натаму. Меѓутоа имаме соработка со ЗК Пелагонија, пошто сме тука дел од земјишќето кој го имаат под концесија и во атарот на општина Новац, во границите на општина Новац. И нормално за тој дел ние годишно земаме дел од концесиите што ЗК Пелагонија ги плаќа према државата. Што се однесува за РЕК Битола, тоа е комплетно во наша територија, благодарејќи на концесиите што ги плаќа ние како општина Новац можеме за сите овие населени места да направиме, да поправиме, да средиме, бидејќи без пари денес нема ништо. Вистина, ние ќе ни поможи и владата и министерствата, меѓутоа сепак овие се средства кои на секои 3 месеци редовно ги добиваме од ЕСН по однос на концесија. Во минатото РЕК беше познат и по тоа дека луѓето бараа промени во однос на делот на екологијата. Се сменили нешто? Да, во последните 4 години е доста сменато во однос на загадувањето. Претходно голем проблем има населените места, како Добромир, Јагларци, Прибарци, Гнеотино, бидејќи на потегот од Новаци према Брод Гнеотино патот што оди од лева страна имаше одлагањето на пепелта беше на депонија и така еден пат надолу и малку ветер ако дунеше, тоа сето го носеше. Сега следирањето, одлагањето на пепелта се врши во касети и после се затрупува со земја. Така да последните години ние буквално речено немаме, меѓутоа може да се случи некој инцидентно, како што имавме пред 2-3 недели во едно населено место таму, буквално од тој ветер откреваше и кровот. Така, вие и самиот потекнувате од РЕК Битола, таму еден поголем дел од својата кариера имате завршен. Па јас во РЕК Битола се вработив 86-та година, така да 30-31 година работев во РЕК Битола. Според тоа, многу е полесно да се комуницира со луѓето од РЕК од оваа позиција? Да, бидејќи нема работно место, нема простор, нема педа земја во РЕК Битола што не ми е познато. Почнувајќи и во заеднички служби, термоелектрана, рудник, Брод Гнеотино,
така да нешто кога го познавате е многу лесно да разговарате на таа тема. Во таа смисла, како би сакале да ги унапредите односите со РЕК? Па односите со РЕК не се добри. Во смисла на подобар живот на граѓаните? Може би повеќе вработувања? Види, околу вработувањата, значи по основ на пензија секоја година од РЕК Битола негде околу 100-120 лица си заминуваат по однос на редовна пензија. Меѓутоа сега со овој закон што го донесоја текот на оваа година, до 30 јуни ќе се ослободат уште многу работни места. Со бенефицираниот стаж за тој И бенефициран, и имаше лица кои го продолжува до 67 години, сега до 64 години и ќе треба да си оди во пензија, со исклучок на тие во образование и здравство. Така да ќе има доста слободни места, не само во РЕК Битола. Негде се очекува меѓу 10 и 12 илјади работни места да се ослободат на ниво на цела држава, а може би и повеќе после 30 јуни. Така да има иднина и за младите да си најдат работно место. Во овие 4 години од вашиот мандат, каде го гледате локалниот економски развој? Знаеме дека е атрактивен простор и за снимање филмови, меѓутоа пандемијата си го направи своето. Со самото моje доаѓање, јас во еден период, 2000-2005, бев и советник во општина Новаци. Бев работен во РЕК и тука бев советник. Имав некои сознанија како се движи општината, бидејќи тогаш со таа децентрализација што тогаш, да речем, и не постоеше како денес, општините располагаја со мали буџети, не можеа нешто да направат, да одскокнат, како што тоа имаме сега ние можност. И кога дојдов како градоначалник, приоритет ми беше прво сите населени места да ги поврзиме со асфалт. Критично ни беше 9 километри пат према 4 Маријовски села. Иначе Маријово е многу чиста животна средина, а нема буквално никаков загадувач. Таму имаме огромен потенцијал за развој на меморијалниот туризам, бидејќи знаеме дека на потегот горе ке Добро поле се водеше неколку години таа прва светска војна, имаше доста војска, преку 200.000 војници беа стационирани таму. Од сите наши населени места беа мобилизирани во различни војски на тој фронт. Така да, основно ми беше тој пат да го направам најбрзо што може, за да можеме се после да надоградуваме. И се случи. 2018 поголемиот дел 6 километри се асфалтира, уште 3 километри 2019 година, така да сега има голем број на повратници кои се пензионери, живееле Битола и подалеку и се враќаат назад. Значи си ги обновуваат старите огништа, си прават нови викендички и сакат, да речем, поготово во летниот период, да си бидат таму присутни. Тоа е она што мене ме исполнува. Ево денес имав два-тројца од тој крај таму и вика 2017 кога ни обеќаше такво нешто, вистина бевме скептици дека многу луѓе дошле, многу обетели и на крајот од тоа ништо. И сега вика после 4 години, значи сликата за одредени луѓе и за одредени функционери ни се менува. Значи, помина времето кога можеше да му кажеш вака ќе направам, ќе заминеш и ќе дојдеш по 4 години. Не. Значи, денес моје мото е на никој да не му е подценуваш интелигенцијата. Тоа значи дека градоначалникот мора да биде од збор. Да, и да се ветува она што е реално. Значи, не може да се ветуваат нереални работи. Бидејќи ќе дојде и моментот кога пак ќе треба со тие луѓе да се сретнеме. И со какво лице јас ќе ги погледнам, ако нешто сум му ветил, сум ги изгледал. Може да ветам, меѓутоа од објективни причини, а не од субјективни да не се реализира. Ево, пандемијата беше, ние како општина имавме одреден дел од буџетот што требаше што ни беше планирано, меѓутоа заради пандемијата некои средства се одлеа за помош на справување со кризата. Или одредени проекти мора да бидат одложени? Да, или некои проекти одложени. Меѓутоа, работи кои не се реални, работи кои не сме ги планирале да му ги обеќаме на народот, не. Таква работа ниту имало, ниту ќе има и во оваа кампања што следи сега за овие избори. На крајот од овој мандат е сега од аспект на таа 2017 кога сте дошле.
на што се сведува мандатот на градоначалникот? Колку може да биде широк во своите идеи, во своите размислувања и проекции за тоа како може да ја развива општината? Колку развојот на општината всушност зависи од тоа каков човек е градоначалникот? Па најмногу зависи од него како ќе се постави и како ќе ги постави односите со граѓаните, со жителите на општината. Тоа што значи? Значи јас кога ја правев програмата за 2017, она што беше моje видување го ставив на хартија. Под денешен аспект, тоа е многу малку, да не речем, 10-15% од она што е сработено сега, од овој аспект. И не само јас како градоначалник, што имам размислувања како што да се оди напред општината, него секоја година со тие што се председатели на местни заедници. Формално правно не постојат сега местните заедници, меѓутоа на терен си постојат. По еден човек си има секое село избрано, која се грижи за, така да речам, за проблемите во селото. Секоја година со нив ние, покрај тоа што имаме месечни контакти, јас нема месец да не поминам по некое населено место, меѓутоа со пандемијата малце тоа се одолговлечи. И негде околу ноември месец пред да се спрема буџетот за наредна година, планот за јавни набавки, јас имам средби со нив. И идеите што ќе правиме во општината, по сите населени и од нив произлегуваат. И, да речем, 100%, ама 90% ние ги прифаќаме. Затоа што на некој треба да му направиш она што му треба, а не јас што сум сакал да направам таму. Затоа соработката ни е добра со сите нив и затоа имаме успех. Значи, она што го побарат, ние тоа го испорачуваме. Од аспект на тоа колку располагате со буџет и колку тоа е степенот на децентрализација во државата. Може ли еден градоначалник да кажам, да се растури од идеи и нешто да направи? Идеите се према буџетот прво, тоа основно е. Значи не можам јас да планирам проект од 5 милиони евра, од 4 милиони евра, а кога знам дека буџетот реален околу милион и нешто, плюс од Министерство што заем од Бирото за регионален животно транспорт. Значи треба реално да ги имаме нашите идеи што би направиле ние во наредниот период за населените места општини. Ако така настапиме, ќе имаме успех. Воспротивно, значи не можам јас да планирам проект од 4 милиони евра кога 4 години буџет е тоа. Така. Така да реални ни се и понудите, а и до сега еве овие неколку години све што сме планирале, да речеме 90-95% е реализирано. Тука ги имав јас, ги имам отчето за 2018, 2019, 2020, ево сега 2021, сега моментално се работи во 10 села на негде околу 13 проекти градежна офанзива. Така, во однос на она што го имате како соработка со централната власт, дали можете да зборувате дека рамномерно се однесуваат спрема сите општини, дали прават разлика меѓу мали, големи општини, рурални, урбани? Не, значи во тој дел се труди централната власт на помалите општини повеќе да му помогне во однос на поголемите. Бидејќи поголемите општини располагаат со поголем буџет и можат да го планират. Ние малите општини имаме мал буџет. Ние како општина Новаци, заради концесиите од ЗКП Лагонија и РЕК Битола, имаме средства, можеме да направиме. Меѓутоа има мали општини кои буквално буџетите му се заплати и нешто ако одобри државата, министерството, нешто ќе поправат. Во тој дел сме ние во да речеме една подобра ситуација. Ушинешкиот патронат, централната власт сака поќе да помогне према овие малите општини. Бидејќи за тој рамномерен регионален развој се бориме сите. И како што иде од година во година, има слух и кај владата и кај општините, заедно преку ЗЕЛС, таа децентрализација да се зголеми. Сега мислам дека од нова година и ДДВ-то до сега е 4,5%, ќе се зголеми на 6%. Барем такви најави има од барем се уште се дискутира висината, да. Меѓутоа мислам дека ќе биде 6%, така да ќе се зголеми и во тој дел, ама и во делот на буџетите ќе има зголемување, можеби не многу, ама
15-20% ќе има. Меѓутоа, пак ви велам дека централната власт размислува за поголема децентрализација. Колку сегашниот буџет ви дава можност да размислувате за капитални проекти? Градинката е една од проектите кои што ја реализиравте. Меѓутоа, од аспект на овие изминати години, колку даваше можност да направите исчекор, да кажам, во тој дел? Ево сега ќе ви кажам неколку работи кои ги направивме во овие 3,5 години и сами ќе добиете одговор на ова прашање, колку е буџетот спремен за едни такви капитал. Значи, градинката се направи. Меѓутоа требаше натреа опрема и уште некои работи, парно, така натаму. Сето тоа ние го направивме. Со ваши средства? Наши и дел од прекугранична соработка со Грција. Значи, котелот за парно загревање беше со буџет од прекуграничната соработка со грците што имавме овие 2 години последните. Со сопствени средства направивме зградата тука, ќе ја плаќаме од 3 буџети. Секоја година одделуваме средства за асфалтирање на локални улици. По сите покрај овие што ни се пристапни патиња од едно до друго населено место, меѓутоа и низ населеното место секоја година ние инвестираме во асфалтирање на улици. Исто така, може би сме една од општините во Пелагонискиот район кој најмногу инвестира и во полските патишта. Секоја година инвестираме со тампон до сите полски патишта во сите населени места заради безбедност на самите земјоделци. Пример, одат по нивите со трактори, товарат дали балина, дали жито, вреги, и тие треба да се движат по безбедно. Да, тоа им е важно да имаат безбедни патишта. И сега, ако поминеме, ние можеме по тие патишти со лесна кола да поминеме, што не е секаде исто. Што не е секаде. Тие ни се, да речем, редовни активности што секоја година ние ги предвидуваме во буџетот. Да, Новаци беше една од општините со огромни поплави што ги имавте во минатото. Да, имавме поплави, меѓутоа ако земите во однос на инвестирањето по жител, ние сме на прво место. Така да комплетно средствата од нашиот буџет, пошто ви спомнав од ДДВ-то парите што ги добиваме секој ни се доволно за плати, останатите средства ние ги планираме за тие инвестиции. Ево сега имаме една улица во Новаци се гради од 1400 метра. Дел средства добивме од Бирото за регионален развој. Бидејќи не беа доволно, не сакавме само една фаза, сакавме да ја комплетираме. И наши средства од буџетот планираме за да ја завршиме и се надевам дека за една недела, 10 дена и таа ќе ја завршиме комплетно. Во ноември исто имавме една од 500 метра исто така улица. И таа ја комплетно ја реновиравме. Така да не се жалиме. Може уште подобро. Се надевам дека во иднина со децентрализацијата ќе имаат поќе пари општините. Со исто така од тие европски фондови ќе има доста пари за водоводи и канализации. Ние имаме села за кои имаме спремни комплетни документи за канализации со се пречистителни, и то се очекува повеќе. Ево сега за 4 села имаме исто изработено проект за вода за пиење, нови цевковод од водовод Битола, и во прва фаза сега за скоро ќе се објави тендер преку транспорт и врски негде за околу 427.000 евра во едно населено место ќе ја донесиме со секундарна мрежа, и после имаме уште 3 помали села каде што тоа многу полесно можеме да го направиме, бидејќи со овие средства наеднаш сакаме во тоа најголемото село Живојно да обезбедиме вода за пиење. Новаци како погранично место има соработка со грчките општини, тоа се соседна Грција. Како тече соработката? Дали подобрувањето, да кажам, решавањето на политичкиот проблем значеше истовремено и подобрување на комуникацијата со соседите? Види, тоа е нормално. Бидејќи да земеме и тука со соседот, ако немаме добра комуникација, се случува меѓата, нивчето, тој го остава, јас го оставам, не сработен. Ако имаме добра комуникација, веќе во тој дел го решаваме безбол. Исто така и со Грција. Без разлика што сега овие неколку години односите ни се подобрени,
Меѓутоа и претходно има околу 10 години каде што општина Новаци соработува со грчки општини и има 4 проекти заеднички завршено. Овој последниот сега што го завршуваме се работеше за проект буџет на Новаци беше околу 216.000 евра, беше набавена механизација, трактор со приклучна механизација, кранска рака, приколица, балирачка, котел за градинката и за чистење тие каналите од трска, шамак, па сушење, па балирање за биомаса за градинката. Значи, соработка имаме, меѓутоа со проблемот што се јави со пандемијата од минатата година, скоро година дена ние не можевме физички да контактираме со нив и тука во тој дел малку застана работата. Иначе ние и во иднина ќе соработуваме со нив, бидејќи ние граничиме со Грција од Меджитлија кој ќе земиш па се до Кадаречко, Прилепско намо. Имаме голема граница со Грција, така да пандемијата си го направи своето, иначе и во овој период требаше ние да имаме заеднички проект. Сакате да кажете штом нема видување во 4 очи и комуникацијата страда? Е вистина, да, електронски се работи се, меѓутоа не е тото. Не. Кои се потенцијалите на таа соработка? Како гледате во перспектива дека може да се унапреди и може да биде за добро на луѓето од двете страни на границата? Па ево, ние имаме два проекти кои сакавме со тие прекугранични соработки да ги финансираме. Еден е во селото Зович, токму позади мене ова сликата кај што овај мостот, бивше училиште, да се пренамени во сместувачки капацитет, 4 апартмани и долу соби за тие експонати. За рурален туризам. Да, за рурален туризам и една патека од училиштето до овај мост осветлена и мостот да го осветлиме. Тој е ни еден проект кој требаше да го реализираме исто преку соработката со овие грчките партнери, меѓутоа, ви кажав од кои причини, исто во погоре едно друго село Градешница и таму имаме една просторија, да речем, што било порано училиште, таму за едукативен центар беше исто, требаше со Албанија, имаше еден повик да учествуваме, меѓутоа, Они откажаа таму партнерите од, кажав, пред се од кои причини, така да и има потенцијал во тој дел пред се за развој на туризмот. Еден од крупните проекти што сакам во наредниот период е отворен базен во Новаци. Јас имав и во минатата програма предвидено, меѓутоа кога дојдов тука видов друга слика. Бидејќи имаше работи кои требаше да се прате. Во 2018 овие проекти сите се направени, платени, меѓутоа имаше и долгови кои требаше да се подмират. И заради тоа ова малку закасна, до крајот на годината проектот ќе ми биде готов, бидејќи е нарачан, се работи, ќе биде комплетно готов и се надевам во 2022 година ќе почнеме со изградба на тој отворен базен, бидејќи Новаци како најголемо населено место од сите села во општина Новаци треба и заслужува да има еден ваков проект, еден ваков објект за пред се за младите. Базенот би бил отворен за граѓаните и за училиштата или само за граѓаните? Не, тој ќе биде од отворен тип. Отворен тип. Тој ќе биде има голем базен, мал базен, ќе има соблекувални, тоалети, два ресторан шанкој, така да со лежалки, мислам, затворен со 2 метра ограда, ќе биде од отворен тип. Така. Ќе биде, нема да биде комерцијално, бидејќи ние како општина не можеме да стопанисуваме, не можеме пари да земеме, меѓутоа тоа ќе најдеме начин како, дали јавно приватно партнерство во текот на градбата или под концесија некој, тоа од том потом. Исто Новаци имаме ние канализациона мрежа, меѓутоа немаме пречистителна станица. 2002 негде година почна да се гради канализационата мрежа, се изгради, меѓутоа и тогаш имаше проект за пречистителна, меѓутоа не се реализира. И сега еден од клучните работи, проекти што треба е пречистителната станица во Новаци. Ова ви спомнав за тие водоводово Бач, Брод, Живојно и Доброени. Живојно прва фаза сега ќе го направиме, ќе не останат уште овие 3 населени места. Исто така, Новаци веќе ми е при крај. Имаме негде земјиште околу 15 хектари за индустријска зона.
земјиштето е пренаменето во Градежно. Сега се чека Министерство за земјоделие, бидејќи таа парцела имаше за Капелгонија под концесија, меѓутоа имавме со нив разбирање, тие ќе ја отстапат, така да шум и тоа се случи, мислам дека забрзо ќе донесеме и странски инвеститори тука, веќе имаме ние разговарам со неколку турски компании, така да мислам дека ќе нема проблем во тој дел, едино ние да дојдеме до моментот кога ќе го огласиме земјиштето за давање за тие странски инвестиции. Исто така, во наредните 4 години на подрачјето на општина Новаци ќе се инвестира многу во фотоволтаични централи. Сега моментално имам издаено дозвола само за 1 мегават и за 2 мегавати на биогасна централа. Меѓутоа, сега кога зборувам за фотоволтаични централи, мислам на капацитет од 30, 40, 50 мегавати. И се надевам дека до крајот на наредниот 4 годишен мандат во општина Новаци ќе се произведува електрична енергија од обновливи извори, фотоволтаици, во најлоша варијанта колку еден блок рек би тоа што произведува денес. И за крај, која е вашата визија за тоа како треба да изгледа Новаци? Она што можете да им го кажете на луѓето, вашите сожители, да кажам овде? Ке се трудам Новаци, како во овие 4 години и наредните. Иако сме рурална, да прерасне во една модерна европска општина. Значи, до секое населено место, човек да може да поеди со возило, инфраструктура, струја, вода и да немаме ни метар квадратен кал. Како што, да речеме, ајде пред 20 години, многу нашите улици по населените места во селата беа така. Ќе заврши еден дош. Меѓутоа, сега многу е сликата смената и ќе продолжиме. Имаме визија, знам што можам, знам со какви средства во наредниот период ќе располагат општините и така да нема да погрешат. Ако ми дат уште еднаш мандат, аз мислам дека ќе ми дат и ќе го реализираме заеднички тоа што го имаме зацртано. Ви благодарам за времето и за разговорот, многу успех. Благодарам и вас. Моја општина. Македонски медиа сервис. mms.mk